42 годишна докторка од Кумановската болница вчера ја изгубила битката со COVID-19 во градската општа болница 8 септември. Од болницата информираат дека докторката била донесена во многу тешка состојба, со ниска сатурација, а анестезиолозите и покрај сите напори не успеале да ја го спасат животот. Во меѓувреме, расте бројот на пациенти хоспитализирани поради компликации од вирусот. Во болницата во Битола, во тешка здравствена состојба се лекувале двајца тинејџери на возраст од 15 и 18 години. Есента и студените денови ќе го зголемат бројот на заразени со COVID-19, алармираат лекарите и предвидуваат неизвестна зима. Епидемиологот Сашко Олумчев смета дека пандемијата ќе циркулира се додека има непрележани или невакцинирани. Тој апелира надлежните што поскоро да ја разгледаат состојбата со пандемијата и да размислат за воведување на нови или нагласување на старите мерки. Па веројатно ќе мора комисијата да се јави, да каже да даде дали нови опатства, дали старите да ги повториме, да ги подсетиме граѓаните, може би нешто подзаборавија, да ги подсетиме дека вирусот е се уште тука, дека темне таа опасност, еве ни доаѓа и новата подваријанта, нели новиот мутант Делта плюс, така да сакале или не комисијата ќе мора да се состане или ако се состанува да излезе во јавност и да ни каже што понатаму да правиме. Министерот за здравство Венко Филипче пак вчера беше дециден. Оти строгите рестрикции нема да го спречат ширењето на вирусот. Тој рече дека сега актуелните мерки за заштита од COVID-19, како носење на маска и држење на дистанца, заедно со процесот на имунизација, биле доволни за да се држи под контрола епидемијата. Сепак не ја отфрли можноста и за воведување на нови мерки по утрешниот состанок на Комисијата за заразни болести. Лекарите и познавачите пак се децидни дека повторно не очекува нов силен бран. Докторите предвидуваат дека бројот на нови случаи со COVID-19 за кратко време ќе достигне и по 1000 ново заразени дневно. А се поизвестно е дека меѓу новите случаи наскоро ќе се детектира и мутацијата на Делта плюс варијантата, која веќе ја има во земјите од регионот. Така, например, во Косово вчера биле регистрирани 12 случаи на заразени со Делта плюс мутацијата.